This beautiful hope which the choir was just singing about Ова убава надеж за која пееја нашите сестри made us developing a program or an offer не мотивираше да направиме еден програм which we are offered to the church. кој го нудиме на црквата. Normally it's that the chapters and different ministries and professionals are working in their projects to support the church. Вообичаено луѓето кои што се вклучени како професионалци или како организатори во ограноците се вклучени во собствени проекти. But since we are convinced that we don't have that much time anymore, Но затоа што сме убедени дека нема доволно време повеќе, we've sought for ways how we can enhance our working towards winning as much as souls possible. размислувавме на кои начини се можеме да го подобриме, односно да го помогнеме ширењето на евангелието на секакви можни начини. So what is this program all about? Зашто се работи во овој програм? It follows the cycle of a farmer. Го следи процесот, односно циклусот кај еден земјоделец, When he is sowing кој што сее, seeds and then cultivating the seeds, кој што ги сее семињата, ги култивира семињата, and after a good period of watering them and looking after them, и после долг период на наводнување, на грижа за нив, to harvest them. да се пожниат. The situation was like following that we met the conference president of the North France conference. Така се одвиваа работите, што ние се запознавме со председателот на Северната француска конференција. And he shared with me that he had a huge plan. И тој сподели со мене дека има еден голем план. He wanted to increase his membership in his conference by 50% in 5 years. Тој имаше идеја членството во црквата да се зголеми за 50% во рок од 5 години. And he said, yeah, but actually I don't know really how to do that. Но тој рече, но не знам како да го направам тоа. There are too little workers. Има премалку работници. And we offered him that ASI could support. И му предложивме дека АСИ може да му даде поддршка. All ASI around Europe АСИ на секаде низ Европа to join in. да му се придружат во тој план. And so this program was born. И така се роди овој програм. It consisted out of the sowing part, Се состоеше од делот на сеење, where the conference каде што конференцијата and ASI together и АСИ заедно were helping to prepare the ground помагаат за да се приготви да се приготви теренот with the focus of an evangelism campaign at the end. со фокус на евангелистички предавања на крајот. So how did the sowing work? Како функционира сеењето? We started with trainings. Почнавме со обуки. So first the pastors were trained, Првите пастори кои ги обучивме and immediately after, и веднаш после тоа, in October 12 to 14 last year, од 12 до 14 октомври минатата година, we were offering trainings with a new beginnings, which is an evangelism material. планиравме предавања, односно обуки за луѓе кои што се за евангелистички материјали. And we did not expect that 1,000 people were joining these trainings. И не ни очекувавме дека 1000 луѓе се придружија на оваа обука. And at the end, 149 Bible study groups were founded. И на крајот 149 мали групи за проучување беа формирани. So these Bible study groups were working to prepare the ground. Така овие библиски групи за проучување работеа на подготовка на теренот. And then we got a request, but how to lead people to a decision? How to lead people to a decision, to decide for Christ. Тогаш дојдовме до прашањето како да ги наведеме луѓето да донесат одлука. So we brought in again a support
И така донесовме повторно поддршка, someone who is specialized in winning people for Christ and to help to make decisions. повикавме човек кој што е искусен во тоа да го шири евангелието, да ги повикува луѓето на донесување на одлука. And then at the next step, they asked us, yeah, it would be nice to have a special material. И на крајот ме праша дека сакаат да имаат посебен специјален материјал Which we could distribute. кој можеме да го дистрибуираме. So we brought the conference together with Glow. И така ја споивме конференцијата со Glow. And 500,000 glow tracts were printed and distributed. И 500,000 трактати беа испечатени и дистрибуирани. We as ASI were there in March, on the 9th of March this year. Ние бевме во Париз на 9 март оваа година. Where only on one day 75,000 glow tracts were distributed. Каде во еден ден, само во еден ден 75,000 трактати беа дистрибуирани. So coming back to the cycle of harvesting, Навраќајќи се на циклусот на сеење, жнење. so there was a lot of invested in cultivating, Многу се вложуваше во култивирање, одгледување, which was mainly done by the conference and the pastors and the church members. што кој воглавно беше направено од пасторите, од членовите на црквата, од конференцијата. Which means to work to approach to friends, to family members, to co-workers. Што значеше правење план за да може да се допре до фамилијата, до пријателите, до колегите. And after this settled cultivating, И откако култивирањето беше поставено веќе, we planned the harvesting. веќе го планиравме и жнеењето. Originally, the conference had planned 20 sites Во почетокот, значи беа планирани 20 области, региони, where evangelistic campaigns should take place. каде што евангелистички кампањи, односно предавања ќе бидат одржани. But encouraged by ASI and by sending additional speakers, Но охрабрено и вдахнато со АСИ и донесувајќи говорници, there were 97 sites covered with evangelistic campaigns. значи 97 места беа покриени со овие евангелистички предавања. At the end of the cycle, На крајот на овој процес, циклус, we had a celebration Sabbath, имавме сабота на прослава на Бога, again together with the church and ASI joined, заедно, значи АСИ и црквата вплотени, where we could celebrate a baptism of 6 people. каде што го славевме крштевањето на 6 мина. But you're now probably interested, what did the entire campaign bring? What did seed bring? Но знаете ли што се донесе ова семе, оваа кампања? And I'd like to ask Vincent, who is our Vice President for Marketing and Membership Growth, Би сакала да го повикам Винсент, кој е подпредседател за маркетинг. tell us what were the results? Кажи ни кои беа резултатите. Well, the results, they were amazing. Резултатите беа зачудувачки. First, I would like to remind you that France is not just a secular country, Прво да ве потсетам дека Франција не е само секуларна земја, but it's most of all an atheistic country. најмногу во најголем дел е атеистичка земја. Despite this, God could do wonders. И покрај овој факт Бог направи многу чуда. A first number I want to share with you, Првото што сакам да го споделам со вас, it's the number of people attending those conferences during 1 week. Бројот на луѓе кои беа на тие конференции во текот на една недела. 32,808 people attended those conferences. 32,808 луѓе беа присутни на тие предавања. How many of them were non-Adventists? Колку од нив беа неадвентисти? 2,896. 2896. The number of Bible studies that were required afterwards, Бројот на барања за библиски проучувања после тоа 1,914. 1914. The number of baptisms that were performed between January and June, Бројот на крштевања помеѓу јануари и јуни оваа година
235. 235. A number of baptists that are now prepared in the coming months. А бројот на крштевања кои се планирани за следните месеци 257. 257. The number of publications that has been distributed А бројот на публикации, односно бројот на трактати кој што беше дистрибуиран 17,440. 17,440. The number of Bibles distributed Колку Библии беа испорачани, односно дистрибуирани 2,649. 2649. And the number of visits that were required Бројот на посети кои беа потребни 177. 177. So a lot of numbers, but we praise the Lord for this result. Ова се многу бројки, но ние го славиме Бога за овој резултат. But Vincent, I know that you heard about a very special story. Но Висент, јас знам дека ти си слушнал за една многу карактеристична приказна. Can you tell us about this lady? Може ли да ни кажеш за ова конкретна жена, дама? With those numbers, we have a lot of stories, but there's one particular story that we love to share. Има многу успешни приказни, меѓутоа би сакал оваа да споделам. Because it is a story that a lot of people will recognize themselves in. Затоа што оваа приказна е од мнозина препозната. It's a story of an old lady, and the person was baptized more than 40 years ago. Се работи за една стара жена која беше крстена пред околу 40 години. But during those 40 years, she didn't find the courage to share her faith with the people around her. Но во текот на тие 40 години, таа немаше храброст да го сподели тоа што го знае со луѓето околу неа. But because of that campaign, and mainly because of the glow tracts that were distributed, Но како резултат на кампањата и како резултат на глоу трактатите кои беа дистрибуирани, she took all her courage together and she dared to give some glow tracts to the friends she had already for all these years. таа собра храброст и подели неколку глоу трактати со нејзините ближни. And great was her surprise to see that some of her friends did come to the conferences. И беше големо изненадување да се види дека нејзините пријатели дојдоа на конференцијата, на предавањето. And even better, they did not just come, but they came again the whole week. И не само што дојдоа еднаш, туку доаѓа и повторно, и повторно, и повторно секоја седмица. And at the end of the evangelistic campaign, И на крајот на евангелистичката кампања, great was her surprise to see that 3 of her friends беше многу изненадена што 3 од нејзините пријателки asked that people would come for Bible study. прашале за библиски проучувања. So God is patient, Така, значи Бог е трпелив, but we do not have to wait 40 years но ние не мораме да чекаме 40 години to invite our friends. за да ги поканиме нашите пријатели. I have the privilege Имам привилегија that we have even someone here дека имаме и некој овде who was experiencing seed in his own church in Paris. кој ја искуси програмата Семе во својата црква во Париз. So I would like to ask Jelimir, the Treasurer Secretary of the South East European Union, Би сакала да го поканам Желимир to share how he experienced seed. за да сподели како тој го споделува, како тој го преминал тоа семе. Oh, yeah. So what did you experience with seed? Какво е твоето искуство со сид? Prvo da pozdravim svu dragu braću i sestre iz Makedonije, meni jako drage zemlje u kojoj jako volim da dođem. Naravno, nekih stotinu kilometara dalje još draže, ali ni Skopje nije tako loše. Za vrijeme dok sam radio u Francuskoj, 3 crkve gdje sam bio pastor,
Jedna je bila naša etnička crkva ljudi sa ovih prostora i dvije su bile crkve, francuske crkve. One su sve bile na ovaj ili onaj način uključene u ovaj projekat. Jedna od posebno dobrih stvari ovog projekta je da neko sa strane nas podsjeti šta je u stvari naš zadatak i šta je misija crkve. Radio sam kao pastor u Adventističkoj crkvi 15 godina i vjerujem da je to iskustvo i mnogih pastora i mnogih drugih osoba iz crkve koje su uključene u rad crkve, da mnogo vremena provedemo raspravljajući mnoge važne stvari, ali ne najvažnije. Treba urediti krov na crkvi, treba srediti dvorište, popraviti toalete i dosta vremena, energije i novca ode na ovakve poslove. A onda neko sa strane, kao što je bio slučaj sa nama, kao što je bio slučaj sa Asijem, dođe i potakne nas i pozove da radimo ono što je zaista prvenstvena misija crkve, a to je da podijeli evanđelje sa ljudima oko sebe. U jednoj crkvi mi nismo bili baš oduševljeni tim pozivom i imali smo neke druge svoje projekte i da je nije bilo upornosti i strasti koje je brat Maurer podijelio sa nama, taj projekat nikada ne bi bio ostvaren. Kao rezultat svih tih aktivnosti u našoj crkvi te godine je kršteno nekih, to je pola godine, kršteno je 6 osoba. Naravno, nisu uvijek samo brojke najvažnije, iako mi sa njima uvijek dolazimo u prvi plan, ali sama ideja da crkva ponovo otkrije svoju vrijednost i svoj cilj, važnost i razlog postojanja je mnogo važnija. U iskustvu crkve u Francuskoj i mnogih drugih crkava u zapadnoj Europi, mi polako postajemo jedan klub koji je zatvoren, koji se bavi svojim aktivnostima i zbog teškoće evangelizma i misije polako i to zapostavljamo i zaboravljamo na to. I iako neke druge stvari iz zapadne Europe možda ne dolaze tako dobro u naša područja kao što bi mi to voljeli, one negativne stvari vrlo dobro i brzo stižu, tako da i mnoge naše crkve na ovom području djeluju i funkcionišu slično. Zato je ovo dobra stvar da možda neko sa strane nam kaže da sve to što radite je dobro i važno i urediti crkvu. Ja prvi volim uređene crkve, ali postoji još nešto mnogo važnije, a to je misija. I uz podršku i uz zajednički rad, što je izuzetno važno, gdje mi ne funkcionišemo i ne borimo se jedni protiv drugih, nego radimo zajedno, taj posao će biti mnogo ugodniji i mnogo lakši, a vjerujemo i sa više uspjeha i sa više slave za Boga. Thank you so much. Ti благодарам много. Now, my brothers and sisters, Сега, мои браќа и сестри, you heard what happened in France. слушнавте што се случи во Франција. We know that Macedonia is a totally different country, Знаеме дека Македонија е тотално различна држава and you are living in a very difficult situation. и живеете во многу тешка ситуација. But do you want that something, what happened in Paris, Но едно нешто што се случи во Париз, will happen here in Macedonia? ќе се случи и овде во Македонија. Do you want to have seed 2020, 2021 happening in Macedonia? Дали сакате програмата Семе да се случи во Македонија 2020-2021 година? Are you ready? Дали сте спремни за тоа? May I see your hands? Може ли да ги кренете своите раце? And may I ask Mikhailo, the president of the mission, just to look around to see the hands? Би го замолила братот Михајло да се заврти и да го види бројот на кренати раце. Mikhailo, what is your plan for Macedonia? Михајло, кој е твојот план за Македонија? Верувам дека, драги браќа и сестри, дека сме охрабрени од оваа програма
И верувам дека сите оние резултати кои што биле таму во Франција може да бидат и тука овде во Македонија. Ние вчера имавме состанок, разговаравме за ова и се договоривме да во најскоро време направиме план како да функционираме. Но ова е план во кој што сите ние треба да бидеме вклучени. И ние како управа, и ние како пастори, и вие како верници. Често пати во разговор со вас сум видел дека некои луѓе едноставно се плашат затоа што сметаат дека нема дар, затоа што не се обучени за тоа. Дали Мојсей бил обучен? Имал ли дар за тоа што Бог го повикал да го направи? Па само Мојсей знаел дека тоа не го можел. Кога Бог му вели оди и изведи го народот мој од Египет, тој самиот се плашал од самиот себе и знаел дека тоа не може да го направи. И Бог вложил многу напори за да го охрабри, за да може тоа да го направи. И мокно дело Бог направил преку Мојсей. Сега ќе кажете, па Мојсей е посебна личност, голема личност. Библијата вели Мојсей е човек исто како и ние. Ако Бог можел да работи преку Мојсей, може и преку нас. И мислам дека првата работа во која што Бог може да не употреби е тоа дека се чувствуваме неспособни, дека не можеме. Човек кој што мисли дека може се, дека е способен, нема успех. Но човек кој смета дека не може, кој што нема сила и само се потпира на Божјата сила, Бог чуда прави преку тие луѓе. И мислам дека првиот чекор е тука. Само треба да му се предадеме на Господа и да работиме. Ние ќе направиме план, заедно со пасторите, ќе го представиме планот, ама очекуваме силно да не поддржите. Силно да не поддржите во секој чекор. И верувајте дека Бог може да прави огромни чуда преку сите нас. Но, ја би сакал да кажам дека денеска почнуваме со оваа програма. Се согласуваме? Денеска почнуваме со оваа програма. Како што кажавме, на почетокот прва работа што треба да направиме е да се посветиме во молитва на Господа. Да побараме од Господа да Бог биде на прво место во нашиот живот. Да ја видиме силата на Светиот Дух како не преобразува нас самите. А исто така да се молиме каде е нашето место во овој проект. Да Бог јасно ни покаже. И да се молиме за наши роднини, за наши браќа, за наши колеги на работа, за наши комши, да Бог ни ги даде тие души. Значи, тоа е прва работа. Втора работа ќе направиме исто така, нели, обука за сите нас, и како пастори, и како верници, да може да се обучиме и да работиме. И покасно, нели, работа, за на крајот на 2021 година да имаме голема жетва.